На состанокот на кризниот штаб во Виница беа разгледани сите досегашни активности кои надлежните ги преземаат во локални рамки, но се разгледуваа и нови насоки и алтернативи во случај на можно ширење на вирусот на територијата на општина Виница. Во општина Виница во моментов нема евидентирани лица заразени со COVID-19, а вкупно 67 се во самоизолација. Досега полицијата евидентирала 2 отстапувања од самоизолација, за што се поднесени соодветни пријави. Поднесени се 2 кривични пријави за непочитување на полицискиот час после 21 часот. Во здравствениот дом во Виница на располагање се 9 лекари во итната медицинска помош кои ротираат во смени и за кои се набавува соодветна заштитна опрема. Адаптирано е едно возило како и просторија за прием на лица со COVID-19. Сите термини се откажани, матичните лекари се контактираат по телефон. Центарот за јавно здравје од Кочани, која покрива и територијата на општина Виница, од вторник има отворено пункт за скрининг тестови за COVID-19, а се тестираат лица по претходен упат од матичните лекари, кои се препорачани како сомнителни. За 3 дена се тестирани 15 луѓе, при што сите тие покажале негативен резултат. Што се однесува до помошта во набавка на заштитни маски, општина Виница има порачано 500 маски од алкалоид, кои ќе бидат распоредени согласно потребите на институцијата. Општинската организација на Црвениот крст на располагање има 12 волонтери кои веќе имаат поделено 28 пакети со храна и хигиенски средства на социјално загрозените фамилии, а поделени се и 300 маски, како и собрани се 35 крвни единици. Делењето помош ќе продолжи согласно потребите на лицата од ранливите категории, како и на постари лица кои живеат сами. Јавното комунално претпријатие Солидарност континуирано врши дезинфекција на улиците низ градот и селата, а погребите во договор со црквата се вршат без собирање во капелата и во присуство на членовите на потесната фамилија на покојникот. Општина Виница во моментов не работи со странки, но за сите важни и неодложни работи, граѓаните ги имаат на увид телефоните и мејловите на раководните лица во институцијата за контактирање и решавање на проблемите. Исто така, во случај на потреба од изолација на граѓани кои ќе дојдат од странство, општината има адаптирано простории за прифаќање на тие лица во 14-дневна изолација. Општина Виница како социјален пакет мерки континуирано ги исплаќа барањата за еднократна помош за социјално ранливите категории со средства од општинскиот буџет. Сите институции треба редовно и тековно да се во комуникација и координација со Министерството за здравство, но и со останатите министерства за активно и координирано следење и применување на сите препораки, беше крајниот заклучок од состанокот.